Државните протоколарни служби како да се надпреваруваат која почесто ќе потврли на елементарни задачи. Вчера честа беше на службите при Министерството за надворешни работи, на кои им дојде редот да ги покажат своите способности. Па при посетата на словеничката министерка за надворешни работи Тања Фајон, министрот Османи ја пречека со државното знаме на Република Словачка и покрај очигледните разлики. Од Министерството за надворешни работи преку соопштение се извинија. Велат, словенечката министерка имала разбирање за нивните пропусти. Министерството за надворешни работи изразува длабоко извинување за ненамерниот пропуст при употребата на малото знаме на тет-а-тет средбата на 20 министри при посетата на министерката Фајон на земјава. Информираме дека Министерството за надворешни работи дополнително ќе ги зајакне протоколарните проверки со цел во иднина да не се повтори ваква ситуација. Но и покрај заложбите за подобрување на протоколарните служби и редовните извинувања, погрешните знамења при пречек на странски државници речиси станаа секојдневие во Македонија. Па така при австриската дипломатска посета за време на техничката влада, протоколарните служби го сгрешија австриското знаме. Но од грешката не научија. По нешто помалку од една година при посетата на австрискиот канцелар Себастијан Курц, при интонирањето на австриската химна тој мораше да одаде почит на туѓо знаме, затоа што македонските владени служби го вееја знамето на Летонија. Умешноста и способноста не ги прикажаа само државните протоколарни служби, туку и највисоките дипломати во земјава. Поранешниот заменик министер за надворешни работи Андреј Жерновски на социјалните мрежи испрати благодарност до Холандија со знаме на Јемен, кој воопшто немаат сличен дизајн. Грешки се прават и на локално ниво. Кога тогашниот француски амбасадор беше во посета на Охрид, го дочекаа со холандско знаме. Но дури кога ќе го погодат знамето, се случува да направат грешка при неговото поставување. Така при посетата на црногорскиот председател во вилата Водно, знамето на Црна Гора висеше наопаку. Додека пак при посета на Министерството за правда од страна на чешка делегација, владените служби го прикажаа чешкото знаме наопаку.